Финансиското работење на основните и средните училишта и извештаите за реализираните активности повторно беа во центарот на вниманието на Советот на општина Кочани. На последната седница најмногу време се потроши токму на дискусии во кои се повторија веќе искажаните барања од пред неколку месеци за јавно соопштување на долговите што ги имаат образовните установи. Советниците од опозицијата оценија дека сега е крајно време да се проговори за оваа тема, наместо да се премолчува незавидната положба во која се наоѓа образованието кај нас. Да потсетам на нешто што го бараме веќе подолго време, а тоа е извештај од училиштата за долговите кои што ги имаат акумулирани до сега со тековното работење од претходните години. Ова неколку пати го потенцираме на говорница како опозициона група и го бараме, меѓутоа се уште нема ништо поконкретно. Сега од аспект на тоа што завршните светки се изготвуваат и состојбите би требало да им се добро познати, би сакал да ја погледаме истината на некој од наредните седници, да ни биде доставена една таква информација. Освен за финансиските показатели, на седницата на Советот беше упатена забелешка за формата во која некои училишта ги доставили извештаите за работење, како и за изнесените податоци за дисциплината меѓу учениците и за иницијативата за преиспитување на воведеното сменско работење во одделенската настава. Дел од директорите веднаш проведоа анкета меѓу вработените што мислат за работата во смени. Ние ниту чувме, ниту видовме податоци што директорите ги доставија тука до одделението, дали не му одговарат на некој, тоа ќе треба само да нагаѓаме. А настрана притисоците што се вршени врз одредени наставници да внимаваат како се изјаснуваат, бидејќи веќе некој рекол дека треба да се оди во смени и они нема што тука да мислат. Епа председателе, мојата забелешка е за игнорантскиот однос на општинската администрација во врска со прашањата за кои што ние тука расправаме, донасаме одлуки, барања, ама изгледа ќе треба да дојдеме само да се подпишеме за паушалот што не следува и после да одеме на кафе. За тоа што никој не е сапе тука нас. Смено веќе е одговорено и сите тие податоци ги има во правната служба. Ќе се надевам дека за следната седница ќе ви бидат писмено доставени. Советниците од опозицијата рекоа дека не се задоволни од одговорот и оценија дека мора да се промени односот на општинската администрација кон нив. Мислам дека ово е пораз за сите советници кои што седеме во овие клупи и лично сметам дека најбрзо треба да го сменете односот кон сите нас и малку посериозно за сите наши прашања и забелешки кои што ги имаме и се поставени од страна од оваа говорница, треба да бидат сериозно сватени и одговорени. Бидејќи јас побарав информација за долговите на училиштата и тоа на неколку седници го потенцирам. До ден денес немам добиено информација колкав е долгот на општинските основни и средни училишта. И долговите секојдневно се менуваат, значи за секој месец има различна бројка за долговите, а сето тоа го има нормално во финансии, каде што постојано се следат тековните состојби со образованието, односно со финансиите. Ветувањето дека на наредната седница советниците ќе добијат писмено известување за финансиската состојба на училиштата беше оценето како задоцната реакција, со барање да се направи вистинска стратегија како во иднина ќе се трошат парите на граѓаните наменети за образованието. Едно белење на неколку училници во село Тркање дава една грда слика за она што се сработило во образованието. Ќе се сложите. Ако дојдовме до таква ситуација, дека за белење треба да собираме средства од учениците, а од друга страна, кога ќе ги видите цифрите за долговите за другите расходи, да ви кажам, срамно е. Значи, јас неколку пати потенцирам. Дајте да ги собереме силите, да направиме на некој начин визија, каде и како може да се трошат тие пари што ги има и општинскиот буџет. Меѓутоа, во функција на образовниот процес и подобрување на условите за работа. На крајот од дискусиите, во воздух остана да лебди заклучокот дека општината повторно ќе мора да ги покрие големите долгови на училиштата. Извештаите за нивното работење добија преодна оценка само од членовите на советничкото мнозинство.
но прашањата за нормалното извршување на основната дејност на образовните установи и понатаму остануваат отворени.